Ја дури бев коментатор, не знаат многу луѓе на Спорт 4, бев коментатор, да, коментирав Вимблдон. Првото финале Рафаел Надал, Рожер Федерер, ја го коментирав. Ришар Гаске и Ендру Маре ја сочинуваат првата полуфинална двојка на АТП тенискиот турнир во Торонто, кој е дел од мастер серијата. Гаске беше поуспешен од Томаш Бердих, додека Маре од јарко ни е минен. Другите двајца полуфиналисти ќе бидат познати по одигрувањето на дуелите меѓу првиот светски тенисер Рожер Федерер и Савиер Малис, односно Фернандо Гонзалес и Хозе Акасусо. Мечевите започнуваат половина час по полноќ, а преносот на истите ви го овозможува секако Спорт 4 телевизија. Веќе е познат еден од двајцата финалисти на Канада Опен, тенискиот мастерс во Торонто. 6-2 и 7-5 е резултатот со кој Ришар Гаске го победи Енди Маре во дуел на едни од најдобрите млади тенисери во моментов. 20 годишниот Гаске, една година постар од шкотланѓанецот, славеше благодарение на она што ја красеше неговата игра во текот на целиот турнир. Константноста во поен играта и вариациите во целиот меч не му дозволија на младиот Маре да се надева на прво мастерс финале во неговата кариера. Од друга страна, ако треба да анализираме играта на Маре, не може да не ја потенцираме слабата игра под притисок. Уште еднаш се покажа дека Енди не се снаоѓа добро кога треба да одигра важен поен или гейм, или во моменти кога сервира за сет или пак за опстанок во мечот. Бред Гилберт, тренерот на Маре, исто така ќе треба да работи на сервисот на неговиот ученик. Ако Јарко ни е минен во четвртфиналето, не најде начин да го искористи претерано предвидливиот прв сервис на Маре, тоа сигурно го стори младиот французин. Гаске знаеше каде и како ќе оди сервисот на Енди, уште пред шкотланѓанецот да замавне. Општо земено, Гаске со овој меч стави круна на изворедната недела во Торонто. Заслужено финале за неголемата француска надеж во белиот спорт, финале кој ветува одличен тенис. Без разлика дали ќе игра против Федерер, што е многу поверојатно, или Гонзалес, французинот секако ќе даде се од себе да стигне до првата титула на мастерс турнирите и третиот трофеј сезонава, по оние во Нотингем и Штат. Маре има уште многу пред себе. $100,000 за пласманот во полуфиналето и скокот што ќе го направи на АТП листата не се мала работа и би требало да ги задоволат апетитите на 19 годишниот шкотланѓанец. Вториот полуфинален дуел меѓу првиот и 15-тиот носител Федерер и Гонзалес се игра 1 час по полноќ, а вие ќе го гледате на Спорт 4 телевизија.